Денес е убав понеделнички ден за проповед, за сведочење, за излагање на Божите зборови преку Библијата. Денешнава моја тема, која е куса, гласи вака: не ја давам мојата слава на друг. Тоа е запишено во пророкот Исаија, 42 глава, 8 стих. Кога Бог зборува, човекот треба да слуша. И кога Бог предупредува, тоа треба да се земе при срце. Тој денес ти дава правец и те насочува по кој пат треба да одиш. Почитуван, Бог сака да си среќен, да бидеш радосен и исполнет со неговата љубов. Тој не сака ти да не сакаш да му бидеш послушен. Тој сака да сакаш да му бидеш послушен. Господ сака да бидеш негов пријател, како што ги нарече неговите ученици: не ве нарекувам веќе слуги, туку пријатели, зашто ви кажав се од почетокот. Немој постојано да го одбиваш Бог, кога тој ти зборува преку писмото, Библијата. Господ може да те остави и ќе те остави ако постојано го предизвикуваш со твоите недела и ако постојано скршнуваш и им искажуваш почитување на божества и божици, на богови, на слики кои не се за почитување. Господ сака да го љубиш и со цело срце нему да му служиш, како што е запишано. Тој сака само нему да му се молиш и од него помош да бараш, од никој друг. За тебе, за твоето семејство и за сите твои роднини и пријатели. Бог не сака луѓето да упатуваат молитви на мртвите и да ги повикуваат и помош од нив да бараат за своја заштита. Бог не сака да се молиш на Петар. Бог не сака да се молиш на Павле, на Илија, на Марија и било кој друг човек. Тоа е погрешно и нема никаква библиска потврда дека мртвите ги слушаат молитвите на живите. Бог не сака со окултни практики, спиритизам и магии и разни други работи да се занимаваш, зашто Божиот гнев тоа го привлекува. На Бог му се мили оние кои со цело срце ќе извикаат: Господ е пастир мој, ништо нема да ми недостасува. На зелени пасишта тој ми дава починка и при тивки води ме води. Ја освежува мојата душа и ме води по патеките на правдата, поради своето име. Со лажни богови и божества ум и срце нема да хранам и суета човечка да славам за моја вечна штета. Само Господ Бог е достоен, тој е нашиот пастир и само нему му припаѓа сета почит и власт во сите векови. Да, во сите векови. Исус одамна го повика човештвото и секој поединец и денес да одговориш на неговиот мил и нежен повик. Тој рече: дојдете кај мене сите, кои се трудите и сте обременети, и јас ќе ви дадам одмор. Земете го мојот јарем на себе и поучете се од мене, зашто јас сум кроток и понизен по срце и ќе најдете одмор за своите души. Зашто мојот јарем е пријатен и моето бреме е лесно за носење. Тоа е запишано во Евангелието според Матеј, 11 глава, 28 до 30 стих. Потоа, како што на самиот почеток реков: јас Господ ми е име. Тоа значи мене Јахве ми е име. Не му е дава мојата слава на друг, ниту својата чест на киповите. Бог вели вака: зошто ги прекршувате Господовите заповеди? Зошто не сакате да бидете среќни? Како што вие го оставивте Господ, така тој ќе ве остави за секогаш. Тоа е запишено во Второ Летописи, 24 глава, 20 стих. Ако се противите уште и натаму, ако не сакате да ме послушате 7-кратно, ќе ги зголемам врз вас раните за вашите гревови. Тоа е запишено во Левит, 26 глава, 21 стих. И во Евангелието според Јован 5 глава 42 стих се вели: но знам дека вие немате во себе си Божјата љубов.
Затоа, ако навистина ги послушате заповедите што ви ги давам денес, и ако го љубите Господ, својот Бог, и ако му служите со сето свое срце, со сета своја душа, ќе и давам на вашата земја дожд во вистинско време, на есен и на пролет, и ќе можеш да ги собираш своето жито, своето вино, своето масло, и ќе му давам трева на твоето поле за твојот добиток и така натаму. Така ќе јадеш и ќе бидеш сит. Внимавајте да не биде заведено вашето срце, да не тргнете по грешен пат, да не им искажувате почитување на други богови и да не им се клањате. Зашто тогаш Господ ќе пламне со гнев против вас, ќе ја затвори небесата, ќе нема дожд, земјата нема да дава род и вас ќе ве снема брзо таа добра земја што Господ ви ја дава. Тоа е запишано во 5-та книга Мојсеева, 11-та глава. Потоа има во Псалм 106 запишено вака: Тие му се посветија на Валфегора и јадоа жртви за мртвите. Го предизвикаа со своите зли дела и тој фрли на нив помор, несреќа. Затоа, почитуван, повикај го Господ додека може да се најде. Повикај го и тој ќе те спаси од вечна смрт. Тој не ја дава славата и не ја дели славата со други божества, богови, кипови, слики. Размисли за тоа. Амен.